Добар ден, наставничка. Добар ден. Продолжуваме со природни науки, од математика, од име на природни науки. Најпрвен да ви се представам, јас сум Лидија Манаскова, наставник во основното училиште Гоце Делчев од општина Аеродром и ќе ви одржам час по природни науки за 5-то оделение. Одлично. Накратко ќе се подсетиме која тема ја работиме, значи уште сме на темата истражување на растот на растенијата, а денеска ќе се задржиме малку повеќе на наставната содржина ефектот на течностите врз ртењето. Значи веќе поимите ртење, семки, раст, вода, растенија веќе ни се поминати, веќе ни се познати, така да малку повеќе ќе се содржиме на истражување на ртењето. Која ќе ни биде целта на часот денеска? Тоа е да испланираме истражување каков е ефектот на течностите врз ртењето и да направиме подготовка за истражување, бидејќи истражувањето ќе трае една седмица, не можеме целото истражување да го направиме да биде готово во текот на часот. Меѓутоа ќе направиме подготовка, ќе демонстрираме на кој начин може да се изведе тоа истражување. Меѓутоа, пред да започнеме со истражувањето, да се подсетиме на некои поими што веќе треба да ни бидат познати, па дали на вас ви се познати овие прашања, например, што е тоа ртење? Јас знам дека... Дали се сеќавате што е ртење? Сеќавам кога некои компири чуваме надвор или некој кромит, после одредено време од кога ќе помине... Што се појавува кај? Се појавуваат некои... Како израстоци некои. Точно. Така, зелени дрвца. Точно, и ние тие израстоци ги нарекуваме неколци, Така и тие се првиот чекор во развој на едно ново растение. Всушност растенијата поминуваат низ повеќе фази, почнувајќи од семки па до возрастно растение и целиот тој процес го нарекуваме животен циклус на растенијата. Сега, за да се случи овој процес на ртење, какви услови ни се потребни? Што мислите? Што му е се потребно на семето за да почне да рта? Точно, вода и светлина. Светлина или топлина. Топлина, да. Така? Сега, што мислите? Кое годишно време е најдобро за ртење на семењата? Па мислам дека пролет. Точно, Пролета во е. пролет. И сега сме сведоци дека надвор веќе природата е разбудена и дека Расцутена. Да, дека има точно, многу при појава на цвеќиња првата, надвор. така е, при појава на првите сончеви зраци и покачување на температурата веќе природата се буди. Сега, спомнавме за светлина. Што мислите? Дали светлината е потребна за да изртат семките? Помислам дека е. Па ја... Ајде да Па размислиме. зависи, например, ако го земеме, Каде се например, наоѓаат? компирот, ако го земеме, Каде се наоѓаат семките? па тие се наоѓаат под земјата. Точно е, значи се наоѓаат под земјата, Да. тогаш дали им е потребна Па светлина? не им е потребна. Па не им е потребна, се разбира. Не им е потребна светлината, бидејќи тие се уште... Топлината е многу побитна Точно, топлината отколку е... светлината за да ртат. Точно, топлината е многу поважна. Значи да заклучиме, за да ртат семињата потребна е вода, меѓутоа не ни е се уште потребна светлина. Светлината е потребна дури откако ќе изникне нагоре, ќе се појави изданок и дури потоа е... дури за други процеси, како Да. например фотосинтеза. Тезата. Меѓутоа затоа за тие процеси подоцна ќе учат учениците. Сега се поставува една дилема. Што мислите? Дали наместо вода може и други течности да поттикнат ртење кај семките? Мислам дека Не сте сигурни. не сме Не баш сме. сигурни. Точно е. А како може да дојдеме до одговор? Па да направиме провериме? експеримент Па да некој. провериме, се разбира, ќе направиме истражување, меѓутоа, пред да започнеме со истражувањето, треба добро да го испланираме. Значи, секое истражување мора да го испланираме пред да започнеме да го реализираме. Да. А вие дома, драги ученици, може да направите истражувачки листови, неколку листови да ги искористите и да направите една убава проектна задача. На првиот лист може да го напишете насловот на истражувањето и вашето име, а потоа на втората страна да го направите истражувањето. Истражувањето секогаш се прави со некаква цел.
во конкретниот случај целта ни е да истражиме дали освен водата и други течности може да поттикнат ртење кај семките. Освен, откако ќе дефинираме целта, треба да видиме и каков материјал ни е потребен за да го изведеме истражувањето. Значи, за ова конкретно истражување потребни ни се семки, во овој случај ќе користиме граф. Јас сум одбрала семки кои што многу брзо ртат за разлика од другите. Понатаму, продзирни садови. Зошто продзирни? Важно е да бидат продзирни, бидејќи ќе ги наблюдуваме семките. Значи, ако се процезни, многу лесно Може да видиме што да се ги случува забележиме со нив. промените што ќе Да. се случуваат. Понатаму, подлога на која што ќе го изведуваме истражувањето, значи ртењето, бидејќи во домашни услови или во затворен простор, јас сум одбрала памук, но на отворено се разбира тоа е почвата. Може да се користат и други материјали, како на пример филтерна хартија, Да. хартиени рамчиња. Рамчиња некои, да, да. значи материјали кои што многу лесно може да впиваат и да Абсорбираат задржат, вода. така и Да. да задржат течности и се разбира по собствен избор течности кои што ќе ги испитуваме. Јас Супер. овде ќе имам донесено вода, млеко, масло за јадење и сок, а дома може да искористите и други течности, како на пример раствор од сода бикарбона, растворена Кока-кола. шумлива таблета, Млеко за кока-кола, тело. точно. Сок од лимон, сок од портокал, значи различни течности може да истражуваме. Во истражувачките листи исто така може да се објасни постапката што ние сега ќе ја изведеме, а во што се состои истражувањето. Најглавниот дел од истражувањето е наблюдување. Ние овдека немаме мерење, само ги следиме промените што ќе се случуваат кај семките. Ако во други истражувања има и мерење, тогаш таквите резултати добиени се средуваат во табели, а потоа се анализираат и од добиените резултати ќе извлечеме заклучок кој што треба да ни биде одговор на првичното поставено прашање. Ете така. Сега. Супер. Што е овдека важно на што треба да обрнеме внимание? Истражувањето мора да биде фер. Што значи тоа? Сите други фактори кои што може на некаков начин да влијаат на добиените резултати, да ги сведеме на минимум или да ни бидат константни. Што значи да во текот на истражувањето сите овие наведени, сега ќе прочитам, сите наведени фактори да бидат еднакви кај сите. Идентични, Така да. е, кај сите. Што значи? Да користиме иствитна Садови. семења, иствитна садови, Иста подлога. иста подлога, значи да не биде во едната чаша филтерна хартија, во другата чаша почва. Понатаму кога ќе додаваме течностите, иста количина на течности да додаваме, да биде иста температурата во која Да што не биде едното во фрижидер, Точно Другото е. до прозор Затоа- ставено. Нормално, затоа што ќе ни влијаат на крајните резултати. Ете така, сега ќе пристапиме кон Ајде. демонстрирање Ајде. на, а вие ќе ми помогнете. Ајде. Значи, истражувањето го правиме во чаша и веќе ви подалам на секој од вас по една чаша. Рековме дека треба да бидат прозирни, зошто? Затоа што Да на бидејќи така полесно ќе Така е, наблюдуваме на- целиот процес. Така е, ќе Ќе ги видиме што се наблюдуваме. случува. Така е, ќе ги наблюдуваме промените кои што ќе се случат и рековме како подлога, еве ви, памукче, ќе користиме памук, Добро. еве вака, Колку памук? Ова дали ми е доволно? па може и малку повеќе, бидејќи ќе впие. Повеќе сакате? Да, Добро. Добро. ето така, еве ги гравчињата, ќе ги наредиме Ова. од страна, значи 4 не се доволни, така е, Добро. си има 5, и ќе ги ставиме вака од страна, за да може да ги Да ги наблюдуваме. да ги наблюдуваме промените, се разбира, и тие промени, рековме, во онаа истражувачка листа, ќе ги забележиме. Ова е баш интересно. Точно е. Значи, овие се истражувања кои што комотно може да се направат во домашни услови, дечињата да преку игра и преку забава да Да, и сигурно Секогаш. дома научат имаат нешто ново, да графчиња, добијат. имаат памук. Точно е. Точно. Секогаш е најубаво да се Продзирни учи преку чашки. игра, преку истражување, експеримент Така. и така натаму. Дали ги подготвивме, имаме уште една. Еве вака. По неколку графчиња се сосема доволни. Еве. Супер. Еве јас ставив. неколку. Одлично. Сега, овде ќе имаме водичка. Јас имам овдека и сок. Може и газиран сок да користиме. Да. Вака. Значи, не премногу. Може Еве да... нека фатат камерите овде. Еве ја водичката. Еве и ова. Јас Еве, ќе пробам млеко. со млекце.
Добро, јас со вода тогаш. И во ова Значи не ќе ставиме- премногу, така? Не премногу, значи ќе внимаваме да течноста да допре се до- впие, да го впие памукот, но да не биде Еве. премногу течност. Еве го. Одлично. Ева. Еве и чашата со масло. Значи со тек на време Ова е со млеко. течноста ќе се впие, не треба да биде премногу, туку да Така. јас уште малку сок дека ќе додадам. За да со тек на За да време ги семките- допрат, така. Така е, да со време набобрат семките и ќе внимаваме да не испари со сама течност и да додаваме со тек на време. Значи, еве ги млекото, маслото за јадење и ова е водата. Водата. Ете така. Супер. И сега ќе се навратиме на она што може да ни се јави како проблем во текот на истражувањето. Значи, можно е и покрај тоа што во едната чаша сме додале вода, воопшто да не се појави ртење кај семките. На што ќе се посомневаме? Ќе се посомневаме дека семето не е добро. Дека тоа е многу старо, дека и во најидеалните услови не може да се случи ртење. Потоа не сме додале доволно течност. Течност. Да, за Или да пак може. премногу. Или пак премногу Да. течност сме додале. Или пак чашите сме ги ставиле на многу ниска температура, така да воопшто не може да се поттигне. Така. Или ртењето ќе биде многу бавно, а ние веќе сме завршиле со истражувањето. Инаку ова истражување од прилика се спроведува околу 7 дена. За 7 дена треба да допиеме веќе некакви промени. Да. Тие промени треба да ги забележиме во истражувачката листа која што ја спомнавме на почетокот. И од тие промени треба да донесеме некаков заклучок. Дали другите течности може да поттикнат ртење на семките или не. Заклучокот ќе го оставам сами да го донесат учениците дома, откако ќе го спроведат истражувањето. Истражувањето е лесно, може да го направат во домашни услови. Е многу интересно. И е Многу многу интересно. интересно. Дечиња, прашувајте, истражувајте, барајте одговори. Така. Одлично. Јас ви благодарам за И ние ви Да, ние благодариме. благодариме и едва чекаме да видиме какви ќе бидат резултатите од овој какви ќе бидат експеримент. резултатите? Дали ќе изртат и гравчињата во ставење во сок, во масло за јадење и Во вода. Во вода. Јас веднаш и дома ќе пробам со некое друго семе и ќе го оставам, исто ќе проверам. Можете да пробате и со Супер. други Да. течности. Да. Еве ви Одлично. кажав, Јас може ќе со ставам сок од ченк. лимон, може да ставите и оцет. Да. Еве, не спомнавме за оцет, така? Да. Може да пробаме и со други течности кои што ги имаме во Значи за домаќинството. максимум 7 дена би требало. Да, за 7 Да. дена внимавајте тоа да не бидат опасни супстанци кои што ги имаме во домот и кои Така што е. ги Нормално, користиме. нормално. Супер. Ред. Дечки, тоа беше тоа. Вие направете го овој експеримент дома, ние одиме со джингл и следува се следен час.